Добар ден. Ново издание на емисијата Напладне на Охрид Ньюз. Како е да се биде туристички водич во земјава? Во каква состојба се наоѓаат туристичките водичи после корона пандемијата и сега во економската и енергетската криза? Ова се само дел од темите за кои што денеска ќе разговараме во нашата емисија Напладне, а наш денешен гостин е доцент доктор Климент Наумов од Факултетот за туризам и угостителство од Охрид. Добар ден, добре ни дојдовте. Добар ден и благодарам што ме поканавте да бидам ваш денешен соговорник. Да. Освен тоа сте и председател на Сдруженијето на туристички водичи и доста сте упатен во сето она што го споменав во најавата, но тоа ќе биде само дел од темите. Ајде ќе започнеме од тука. Како е да се биде туристички водич во земјава, односно поточно во нашиот регион? Дали ова е една исплатлива професија, да кажеме? Доколку не пристапите кон оваа професија со љубов и со јасна цел, можете едноставно само да се измачувате и да станете една рак рана на туристичкиот систем. После секоја сезона, започнувајќи од 2011 година, кога Република Македонија се бележеше еден навистина голем скок во туристичките, меѓународните туристички доаѓања, односно приливот на странски туристи, се јави потреба за нови кадри во туристичкиот сектор, односно туроператорите, новите туроператори кои што се занимаваат со инкаминг, дојдовен туризам, секоја година, секоја сезона, пред сезоната објавуваа конкурси за ангажирање на туристички водичи, но не ги ангажираа веќе постоечките, оние кои што долги години се на пазарот, долги години работат, бидејќи цената навистина според нив беше малку повисока, но дали успеаат да создадат квалитетна приказна, тоа е веќе еден друг проблем, еден друг момент. И секоја година сето тоа се повторуваше и едноставно за 10-11 години во Република Македонија се произведеа едно чудо неквалитетни кадри во оваа област, односно туристичкото водење. Кога не може вие да приморате некого, да го натерате да стане туристички водич, а кога ќе заврши сезоната, истата таа личност да нема свој ангажман и да се пренасочи, да се реструктурира во некоја друга област или да најде некои решенија и моменти како да го ефектуира тоа незино знаење, односно да продолжи да работи во истата област, но без некој ангажман од поголемите туристички агенции, односно локалните туроператори. Колкава е бројката на туристички водичи? Моментално бројката е преку 1200-300 туристички. Тоа е доволна бројка за земјава. Значи тоа е евидентно дека станува збор за хиперпродукција на вакви кадри, хиперпродукција на неквалитетни кадри во туризмот. Значи ова е една од единствените можеби гранки кои што не забележуваат дефицит. Да. Кога станува збор за туризмот, кога станува збор за туризмот и угостителството, не можеме да кажеме дека не е евидентирано дека станува збор за дефицит на туристички водичи, но сепак има еден оптимум на квалитетни туристички водичи. Ето, ако зборуваме за Охридскиот регион, јас тука би секогаш сум на бројката, она евидентна бројка со која, бидејќи долго време го истражувам овој феномен, станува збор за околу максимум 40 на туристички водичи на ниво на цела република. Значи во цела Македонија не постојат повеќе од 40 квалитетни туристички водичи. Да. И сега како беше во корона пандемијата? Тогаш не се работеше, немаше туристи. Дали се излезе од тој обрач, да кажеме, кој што направи огромни штети и како е сега во оваа економска и енергетска криза?
Се чини дека туристичките водичи секогаш каскаат зад новитетите, односно зад оние збиднувања кои што се пројавуваат во туристичкиот систем или некои новитети кои што се случува на државно ниво. Например, може да се каже дека туристичките водичи не се добро финансиски подковани, односно немаат високи познавања во делот на финансиите и често пати можете и на телевизија да чуете дека и по медиумите дека бараат да се регулира нивните права, дека бараат пензија и така натака. Како вие, дали може човек да добие пензија доколку не уплатил ниту денар во одреден пензиски фонд, во задолжителниот пензиски фонд? Исто така, ево во последните неколку недели се слуша по телевизија дека не се регулира, не е регулирана туристичкото водење, не е регулирана професија, не е регулирана дејност, не е регулирано занимање. Како занимање постои, но како професија, односно како дејност, не може да постои, бидејќи станува збор за многу мали даватели на парцијални услуги во туризмот. Значи, тоа е исто како да побараат кајчарите, оние кои што се занимаваат со сезонски такси превоз од чамци, да бидат вклучени, односно да бидат ставени во националната рамка на дејности и професии и да можат да отворат компании. Секој може да отвори фирма, секој може да отвори предпријатие во нашата држава, доколку плати фирмарина и доколку се регистрира или како друштво со ограничена одговорност на едно лице или како друштво со ограничена одговорност. Претежно, трговците поединци се ДОО, односно друштва со ограничена одговорност. И тие гарантираат за нивната професија, односно за нивниот бизнис со целиот свој имот. И затоа не е многу примамливо и затоа не се пуштаат голем дел од нашите колеги да отвараат такви фирми, односно такви предпријатија, бидејќи доволно е да настане само еден проблем од финансиски аспект и веднаш ќе почнат да ви тропаат на врата извршители и така натака. За време на пандемијата, еден дел од туристичките водичи беа опфатени со пакет мерките кои што произлегува од владата, од Министерството за економија и добија социјални пакети, односно добија стимуланси, добија средства со кои што би требало да ги преживеат, односно да го надминат тој гап, односно тој период кога воопшто немаше никакви ангажмани и парите не беа, значи тоа не беа некои мали средства, се стануваше збор за 67.000 денари, значи повеќе од 1.100 евра по човек, односно по туристички водич, иако од тие 1.200-300 во тоа време некаде беа околу 1.100 до 1.200 туристички водичи, со овие мерки беа опфатени не повеќе од 150 туристички водичи. Значи, имало некои критериуми по кои што ја добивале таа помош. Пред се, значи, тоа требаше да бидат невработени лица кои што немале некои други примања, на кои што ова не име како втора работа, како втора дејност. Да, токму примарна. Бидејќи станува збор за една социјална категорија и доколку ние сега зборуваме за туристичките водичи како една социјална категорија од најниска класа, воопшто не треба ни да зборуваме за квалитетна работа во туристичкиот систем. Значи, туристичкиот водич навистина треба да биде да не сме да биде обременет со одредени дополнителни проблеми, треба да таа дословно професионално и со љубов да ја врши таа работа.
Имате ли нелојална конкуренција во оваа гранка? Јас не се согласувам со Да, мислењето на со некои од вашите мислењето колеги. на голем дел од моите колеги, бидејќи во еден момент и тие можеби некому биле нелојална конкуренција. Значи, станува збор за слободна држава, слободен пазар и секој може да настапи на тој пазар, на туристичкиот, локалниот туристички пазар, доколку има способности, доколку има знаење, доколку има комуникацијски вештини, доколку познава јазици. Без разлика дали сте вие таксист, без разлика дали сте професор или сте или работите нешто друго, доколку навистина сметате дека можете да се најдете во оваа професија и дека квалитетно можете да одговорите на задачите, вратите се секогаш отворени. И тоа секогаш е ефектуирано, односно се препознава од нарачателите на вакви услуги, а тоа секогаш, барем во нашата држава, се локалните туристички агенции, но најчесто станува збор за едно директно линковско поврзување помеѓу туристичките, локалните туристички водичи и странските туроператори. Јас дури во многу наврати се чини дека ги напаѓам моите колеги, но често пати туристичките водичи знаат да навлезат во една друга сфера, тоа е сферата на туристичкото посредување. Тоа е сферата на туроператорството, сферата на туристичките агенции. А се знае кој смее и кој може да врши организаторска функција во туризмот во Република Македонија. Тоа се само туристичките агенции кои што се со А лиценца. Никој друг не смее. А да не зборуваме за туристички водичи. Да, сега како е кај младите? Дали младите сакаат да бидат туристички водичи? Има ли интерес? Има интерес, веќе за голем поздрав е тоа што во средните стручни училишта, угостителските училишта, веќе е воведен и предметот туристичко водење. Значи, тоа е еден новитет и треба што поскоро и во високото образование како предмет да биде воведен односно туристичкото водење да биде веќе прифатено како посебен предмет и посебна сфера, но за жал тука се соочуваат средните училишта се соочуваат со недостиг на литература. И сепак тие сакаат да ја всадат таа љубов, бидејќи во туристичкиот систем не постојат само туроператори, не постојат само превозни компании, не постојат само атрактивности и атракции кои што се како магнет ги привлекуваат посетителите, туристите. Тука се и туристичките водичи кои што се еден вид на канализатор на тие туристички процеси. Тие се, значи, ќе искористам едно клише кое што е доста излитено, но сепак има значење, има вредност, а тоа е дека туристичкиот водич е локален амбасадор на својата земја. Значи, тоа е лицето кое што го дава првиот впечаток за дестинацијата, за земјата, за градот, за туристичкото место. И доколку од мали нодзе не се пристапи кон едукација на вакви кадри, се соочуваме понатака со проблеми кои што само се мултиплицираат и влегуваме во еден магичен круг од кој што е многу тешко да се излезе. И сега ќе има ли работа за празниците? Кои се вашите прогнози? Ќе имаат ли работа водичите? Еден добар дел од хотелите изразуваат не се задоволни, бидејќи споредено со минатата година резервациите се за околу 50% пониски, помал број резервации,
Но исто така има добар дел хотели кои што ги затвориле своите капацитети, бидејќи не може да ги пребродат овие кризни моменти, високи сметки за струја, но и неможноста да станат за многу кратко време енергетски ефикасни. Сепак тоа е една голема инвестиција која што не може секој да си ја приушти. Значи треба и да бидат сватени од јавноста дека не е едноставно да работите ниту туризам, ниту угостителство, претежно на страната на хотелиерите. Но нешто што навистина ме заинтригира е тоа што давателите на услуги во приватното сместување се чини дека се преполни. Значи се очекува доста туристи од регионот, претежно делот на Јужна Србија, Ниш, Врање, Лесковац, исто така Црна Гора. Па мислам дека дури и од Хрватска би се очекувале посетители. Тука неминовни се нашите редовни посетители од соседна Албанија. Значи, вие сите сме сведоци дека за време на викендите Охрид е препун со автобуси кои што се со албански регистарски таблички. И тие се можеби и најчестите гости на хотелите. Имаме ли добра понуда? Што нудиме оваа нова година, овие празнувања? Понудата, сето тоа треба да биде една посебна приказна за секој локален туроператор, односно агент кој што се занимава со домашен, дојдовен туризам. И сето тоа зависи од моментот, изгледот како сето тоа ќе го спакува како производ локалниот туроператор. Доколку само станува збор за некои еднодневни излети, каде што само се интенција е да се направи одредена само како бројка да поминат туристите, односно основни услуги да им се понудат, не можеме да зборуваме за некој квалитет. Но доколку навистина станува збор за еден продукт кој што е добро спакуван, кој што има не само квантитет, туку има и добар квалитет, тогаш веќе успехот е загарантиран, а тоа значи дека треба да понудите стручен кадар, односно да имате добро подковани туристички водичи кои што на јазикот на посетителите ќе им го презентираат и ќе им го интерпретираат туристичкото, односно културното и природното наследство, дека ќе бидат исто сместени во квалитетни сместувачки капацитети. Не игра улога дали собата ќе биде луксузно опремена или ќе добијат некој кој знае што за доручек, колку што е пресуден оној момент дека ќе си заменат со добри спомени, незаборавни моменти од нивниот престој во ова наша преубава дестинација. Но располагаме ли ние со сето тоа што го спомнавте пред малку? Или со барем тоа е индивидуално. Тоа е индивидуално. Значи постојат бизнис единки, постојат предпријатија кои што знаат да препознаат квалитет, секогаш ангажираат квалитетни сместувачки капацитети, ангажираат високо професионални туристички водичи и нивната понуда е составена од навистина квалитетни парцијални производи кои што го формираат оној тотален производ на туристичката дестинација, кој што пак секогаш од страна на клиентелата е перцепиран како парцијален. Што повеќе вие се искачите на таа лествица, односно на тоа скалило и ги се трудите да ги надминете очекувањата на вашите клиенти, дали ќе се моментални или некои кои што во нареден период би дошле, тоа
поуспешно ќе успеете да го ефектуирате вашиот труд на туристичкиот пазар. Да, некаде сме на крај на разговорот. Ги слушавме прогнозите сега за празничната сезона, но според вас ќе се опоравува ли туризмот и следната летна сезона? Или ќе треба многу години за да се врати? Постојано се споменува тоа лето 2019 кога милионски ноќевања се направени, кога имало една од најуспешните сезони. Ќе се вратат ли тие бројки? Верувајте, летото 2019 година ни оддалеку не беше некоја успешна сезона. Значи, но секогаш се посочува како се посочува како една точка, еден репер за периодот кој што престојуваше. Значи таа ковид криза и сега после војната во Украина, ова енергетска криза, односно кризата која што ја затекна нашата земја и целиот регион, Балканскиот полуостров, не затекна неспремни. Не сакам да звучам како песимист, но имам сознание дека одредени туроператори од Западна Европа веќе како да сакаат од својата листа, од своето портфолио да ги истиснат балканските земји. Македонија како Македонија не може, многу е тешко самостојно да настапи на одреден пазар. Значи секогаш во последните барем 20 на години настапува како еден дел од Балканскиот полуостров или како една дестинација која што е дел од пошироки балкански тури. Значи тука се и земјите од соседството. Ако ви кажам дека моментално веќе станува збор за продажба, веќе се продаваат вакви пакет аранжмани и доколку до минатата година се движеа цените некаде околу 1200-300 евра по човек за 14 до 15 дневна тура из Балканскиот полуостров со околу 4 до 5 реализирани ноќевања во Македонија, најголемиот број во Охрид. Иста таква тура, слична тура се продава за 250 евра поевтино, вклучува Шпанија и Португалија. Станува збор за туроператори од Холандија и од Белгија, кои што во своето портфолио ова балканска тура ја имале повеќе од 15 години, а сега во овој момент сакаат да ја истиснат, односно сакаат на вештачки начин да генерираат една визуализација дека поради високата цена луѓето, потенцијалните туристи нема да се решат да го посетат Балканот, освен да посетат Македонија. 250 евра е поскапо вие да патувате кон Балканот во споредба со иста таква, значи исто толку, значи со време траење исто 15, 14, 15 дена Шпанија и Португалија заедно во пакет. Значи ќе треба да поработиме на тоа, да се регулира цените. Најверојатно тоа е како резултат на војната која што е во близина на овој балкански регион, бидејќи само две држави не делат од Украина. А исто така тоа што можеби е и можеби си некои политички причини. Немам сознание, не можам подлабоко да навлезам, но имам сознание од прва рака за овие промени, ценовни промени кои што настануваат во емитивните зони. Да, можеби и ради енергетската криза, пошто ние сме од земјите кои што потешко се справуваат со истата. Не е само енергетската криза, многу поевтино е горивото на Балканскиот полуостров споредено со Шпанија, со другите европски земји и Португалија. Многу понизок е стандардот кај нас спореден со стандардот во Западна Европа или југозападна Европа. Мислам дека станува збор за има политичка позадина сето тоа. Добро, тука ќе ви се заблагодарам за гостувањето и за сите овие информации кои што ги споделивте со нас и со нашите гледачи. Ова е тема за која што може многу да се зборува и ќе оставиме простори за следно видување. Ви благодарам уште еднаш.
Ви благодарам за поканата и поздрав до вашите гледачи. Така. Ви благодарам и вам, драги гледачи, што и денеска бевте со нашата емисија Напладне. Се дружиме повторно следниот понеделник. Довидување.